што дојдовте. Во ова патриотско видео за скратен корнер, денеска зборуваме за македонската репрезентација, а друштво ми прави Владко. Здраво, Владко. Здраво. Како иде? Добро. Добро е. Дали ќе им иде добро на македонците кои што се одбрани да ја представуваат репрезентацијата? Се надевам. Се надеваш. Имаме два лесни противници. На хартија лесни. На хартија лесни противници, 23 и 27 играме најпрво против Малта, потоа против Фарски острови. Составот го знаеме, имаме еден дебитант во составот, имаме неколку играчи кои што се враќаат и неколку играчи чии што имиња не ги читаме веќе некое време. Ајде првин вака. Ти се допаѓа ли составов? Мислиш ли дека е добро одбран за Малта и за Фарски острови? Било кој состав против Малта и Фарски острови треба да биде добар. Да. Ако се навратиме на назад, ова биле лесни 6 бода, односно 2 победи, како и да едната пријателска нема бодови, така да дали може подобро, мислам дека може. Не знам зашто упорно селекторот форсира неколку исти играчи, што мислам дека никој не го оправдал тоа, меѓутоа можам да гледа со други очи фудбал и не знам како и да, меѓутоа и претходно сме биле критикувачи на селекторот, па испаднало да извади добар резултат, меѓутоа формата сега моментално ни е катастрофа. Да. И се надам дека ако не ги победи два надпревари, дури треба да се даде оставка, мислам дека. Да, нешто што мислам дека нема да се случи, ама дефинитивно Треба да се даде. Нема да се случи, ама според мене треба да се даде оставка. Вакви два надпревари, Малта е 167 на FIFA ранглистата, Фарски острови се уште подолу. Сега, не сакам да звучи тоа како демек, знаеш, овие се вакво, ние сме фаворити, они се аутсайдери и тоа треба да е последно. Фудбалот, знаеме, се игра на секаде во светот, се е можно, топката е тркалезна, може секој да победи. Меѓутоа, на ваква форма, ако не ги добиеме овие два надпревари, да дадеме, да не Гибралтар. Ето, мене ме плаши да не почне откажување на настапи од репрезентација, избегнување на репрезентацијата, нешто што бегање од одговорност, нешто што беше пред 10 години. Да. Не сакам да се врати времето на Џон Тошак, кога бевме сведени да играат оние како практично што би требало убе репрезентација да играат, тие ни беа првиот состав бидејќи некои од играчите не сакаа да дојдат. Океј. Пандев веќе одамна го немаме. Илија Несторовски е вратен помеѓу играчиве. Бојан Миовски е стандардно и очекуваме да биде прва постава во шпицот. И Ели Фелмас како некој си, ајде да кажеме, предводник заедно со Енис Барди на репрезентацијава. Од кого очекуваме да ја направи разликата во овие надпревари? Јас очекувам Бојан Миовски да конечно да направи степап, односно да покаже нешто, да направи за репрезентација, пошто до сега не ме импресионирал со игрите негови за репрезентација искрено. Клубски е во форма, многу добра. Да, најдобар стрелец мислам дека е во Абердин, да. Не знам дали е во цела Шкотска, во Абердин е сигурно. Да. Во Абердин секако има 15 гола мислам колку има, што е за секоја пофалба. Очекувам он да биде тој што ќе го предводи нападот и не мора да даде гол, меѓутоа да разигрува, да креира доста шанси, пошто реално навикнате на многу потешки противници, ова треба да му биде топовско место. Да. Ама требаше и претходно, во претходните надпревари дали биле пријателски нешто, не можевме гол да дадеме. Не знам што беше проблемот. Меѓутоа очекувам ова да направиме баунсбек што викат, да се вратиме на победнички патеки. Особено имаме шанса сега со две лесни репрезентации, пошто понатака ни следуваат многу потешки тестови. Англија, Италија, Украина, мислам дека беше тоа тешко да бараме бодови таму. Дома може на некој нерешен се надеваме. Овие се must win. Мислам дека Бојан Миовски мора да потегне. Така. Пошто од Елмас и од Барди сите имаат очекувања големи. Да, и што и да многу направат, често и ги деливираат очекувањето, окей се тие. Морам да кажам дека ми се допаѓа Давор Здравковски што го викна за репрезентација. Конечно му дадоа шанса. Дечкото е во Ѓорче имаше добра сезона, као тинеџер отиде во Кипар, во Ларнака. Еве го пета сезона како е редовен, игра по 90 минути.
стандарден е по 25-6 надпревари во сезона, 30. Тоа мислам дека ни требаше таков играч. А Демијата го исто, средината треба да е добра. Така. Нападот ме загрижува, затоа очекувам повеќе од Бојан Миевски. Да, нападот последниве неколку надпревари не беше разочарувачки. Александар Трајковски полека влегува во форма во Саудиска Арабија, очекувам и од него можеби да здене некој гол. Малку ќе кажам, Од Милан Ристовски, од Чурлинов очекуваш нешто? Нема некоја Ристовски игра во слаба форма оваа Да. сезона. Чурлинов нема воопшто минутажа, онаа завидна во Барнли, влегува скоро на секој надпревар, ама влегува од клупа. Игра по 15-20 минути. Да. Што Не може да фати форма, можеби и оваа репрезентативна пауза ќе му годи баш за да фати форма и да даде некој гол или да се охрабри малку поеќе. Очекувам и од него, меѓутоа, да, мислев дека ова ќе биде, нели, поради тоа што се релативно лесни противници, мислев дека ова ќе биде како да кажам, шанса за да се експериментира малку со репрезентацијата, можеби да се дадат 5-6 дебитантски настапи против Фарски острови или слично. точно? Сега со оваа селекција, мислам дека селекторот оди на сигурно, односно оди на окей, мораме да извојуваме 2 од 2 победи и ништо друго не се прифаќа како такво. Па добро, да не збориме уште многу надолго за ова. Ме интересира предвидување за двата надпревари со резултатски предвидувања. Ајде вака. Две победи, мора 2 победи. 2 победи, ама колкави? Со Малта 2-0, со Фарски 3-1. 3-1. Кол да примеме од Фарски острови, Да, тоа би било. Пошто ќе дава повеќе шанса ќе има право на 100 измени таму пријателска, нели, Да. колку сака, мислам дека ќе експериментира, има 4 голмани викнато, као мислам, не верувам дека ќе добијат сите шанса, може и да добијат. Да, никогаш и не добија. Може и да добијат, зашто да не? Па што знам, сите четворица е многу тешко да добијат, ама окей, оставаме на селекторот. Јас исто. Малта 2-0, се под 2-0 ми е разочарување. Фарски острови не ме интересира резултатот се додека е победа. Ама очекувам малку поеќе минутажа таму за Бојан Димовски, за Давор Здравковски, Да, Бојан Димовски мора да игра. за не знам, Милан Ристовски, ако веќе е повикан да му се даде минутажа, знаеш, малку да видиме и некои нови фаци во репрезентацијата. Одиме на стадион, така? Да, одиме на двете. Се гледаме на стадион, се надеваме дека на овие ефтини цени ќе си купите карти и ќе ја поддржите македонската репрезентација и посакуваме среќа на нашите репрезентативци во двата надпревари, без разлика на се, ве бодриме, се надеваме на 2 победи. Тоа е тоа. Победуваме 100%. Двете. Тоа Ако е не, Боби оди си. Напред Македонија, гледајте скратен корнер. Гледате репрезентација, следете нас, следете репрезентација, навивајте за нас, навивајте за Македонија и Тоа е тоа.